Денеска започна гласањето за градоначалник во општина Штип. Граѓаните можат да го остварат своето демократско право на глас во 77 избирачки места и да гласаат за еден од петмината кандидати за градоначалник во градот под Исарот. Избирачките места се отворени од 7 часот утринава. Гласањето се одвива без пречки и проблеми. Непрекинато ќе трае до 19 часот. Се запазуваат мерките и протоколите за заштита од ширење на коронавирусот. Се отворија сите 77 гласачки позиции или места во општинава, стартуваше во 7 часот наутро и се оде протоколно како што треба, право на избори, право на демократски глас. Добивме толку голема концентрација на дезинфекциони елементи, било скафандери, визири, маски, гумини ракавици и средства, така да сите одбори ги покривме соодветно со одредена количина дезинфекции. Мислам дека заштитата и протоколот меѓу луѓето е еден голем елемент за да се биде како што треба. Истото на терен го потврдуваат и од избирачките места. Нема пречки во гласањето, се оди по протоколи. Луѓето сидат со маски, дезинфекционо средство. Гласачкото место е отворено на време, гласачите излегуваат, се сведува на протокол, немаме до сега никакви проблеми. Кој да биде избран за еден градоначалник на општина Штип? Граѓаните очекуваат да работи во нивен интерес и за нивно добро. Па не очекуваме многу големи промени, меѓутоа да се продолжи со настојувањата, така да сакам да им честитам на сите петорица да постигнат тоа што го сакат, а за 10 месеци знаеме дека не може да се многу постигне. Многу зависи и од нас самите, не само од градоначалниците, така да јас за сега толку. Редовно, како треба да гласам, така гласам. Од годините мислам на годините. Се е окей, убаво е, али треба нешто да се смене. Јас се најубаво пожелувам за иднината на нашата земја. Не да не оценуват некои и да не газат. Тоа не улева упредвид. Право на глас на овие предвремени избори за градоначалник во општина Штип имаат 41.777 лица, а за да се постигне цензус потребно е излезеност од 1/3 од вкупниот број гласачи, односно 13.926. За изборите да поминат во еден круг и со тоа да се знае новиот градоначалник во општина Штип, потребна е потрошка од половина од граѓаните кои имаат право на глас.